Кинеските производители се хероите на автомобилската сцена денес. Се им успева. Од малечки, едноставни автомобили со достапни цени кои што досегаат до најширока маса на купувачи, до премиум големи автомобили со напредни технологии, па дури располагаат и со видови на погон за кои што Европа уште нема ни слушната дека постојат, како што е по-новомакедонски Range Extended Electric Vehicle, односно тоа се електрични автомобили кои што располагаат со помошен мотор, кој што работи како генератор и произведува енергија, односно произведува електрична енергија за батеријата кога ќе се испразни првичното полнење НЕИС. И тоа што народски го кажуваме се утепуваат од продажба. Годинава прв пат за 11 месеци до завршетокот на ноември прв пат се продадени преку 700.000 возила. И сосем известно дека в година ќе бидат преку 1 милион. Зошто? Затоа што со тие 700.000 возила кои што ги имаат продадено до ноември се за преку 90% над продажбата од минатата година. Значи, ја удвоиле продажбата. И очигледно не нудат малечки, неубави, грди, неинтересни автомобили, туку нудат вакви автомобили. Бејџинг. Ова е модел најпредставителен, знаменосецот на Бејџинг. Знаменосецот во Европа, во Кина има уште поголеми, уште поскапи автомобили. И тој е представникот на Бејџинг, на марката која што е именувана по главниот град, по престолнината на Кина. Па добро, каде го наоѓаат тој пазар овие кинески производители? Па, нивното место денес, пред 40 и повеќе години, им припаѓаше на јапонските производители. Јапонците се повлекоа од Европа. Го изгубија како пазар, го изгубија интересот затоа што има мала заработката, добивката. Денес во европската продажба од јапонските производители остана во игра повисоко единствено Toyota. Сите други, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, ајде во одредени граници, Subaru, го изгубија пазарот кој што некогаш им припаѓаше. И тоа место сега го зафаќаат кинеските производители, меѓутоа со сосем други аргументи. Оваа машина чини далеку на 30.000 евра. Таму каде што луѓето имаат избор, може за 30.000 евра, преку 30.000 евра, што сакаат можат да купат, меѓутоа пак се решаваат за кинески производители. Што толку има кај овие автомобили? Различно или подобро. И во овие маглишта Бајков ме донесе тука здраво. Зошто? Затоа што располага со систем за пречистување на воздухот од ПМ частички. Хаос е деновиве. Сега е 21 декември, еден ден по историските 20 декемвриски маглишта. И ме донесе тука со вредност во кабината од околу 30 микрограми ПМ 2,5 частички на еден кубен метар. И оваа X75 располага со стандард со таков систем. Не ве условува ќе доплатите за таков уред уште 4.000 евра, меѓутоа мора да биде во комбинација со тркало 21 инч, туку го нуди стандардно. Има нешто различно кај кинески производители. Меѓутоа главното е како вози оваа машина. Поаѓање на првата делница. Возам до Страцин, по споредни и експресни патишта, да видиме за почеток што материјал има во овој Bike X75. Моторот е 1.5 литарски, тоа е некако стандард за кинеските производители, меѓутоа не се работи за мотор на Mitsubishi, туку Бејџинг може да каже со право дека ова е германски мотор. Моторот е развиен во германска фирма која што е специализирана за конструирање, развој, испитување, изработка на прототипи, тестирање, сите можни квалитети кои што треба да ги поседува една фирма која што се занимава со такви мотори, значи тоа е задача, тоа и е работа на таа фирма. Се работи за Meta Engineering, германска фирма со седиште во близина на Ахен, во Германија. И тоа е мотор кој што поседува и неколку дополнителни технологии, покрај тоа што е турбо надполнење и директно врскување, значи има променлива геометрија на турбополнечот. Овде сакам да видам колку ќе потроши овој бензинец. Во автомобил кој што е тежок 1,7 тон, преку 1,7 тон. Дополнително има податок од производителот дека притисокот во
заедничкиот код за впрскување на гориво работи по 350 бари, што е гейм. Значи, обично тој податок некојаш беше 200 бари кај бензинците. И не се работи за обичен мотор, колку да се поистовети дека тоа е сите го имаат истиот мотор, не, сепак се разликува по нешто овој мотор и развиен е очигледно бајк има намера да го користи овој мотор уште години, затоа што го вградува и во хибридни погонски изведби. Исто така, моторот се користи и како продолжуваш на досекот. Менувачот е 7 степен со двојна спојка. Немам команди на воланот, меѓутоа имам спортска програма единствена, која што ми стои на располагање, која префрлам влево. И тука имам дополнителна можност и рачно да ги менувам степените, ми прикажува во кој степен, тоа ми се допаѓа. Добар впечаток остава менувачот. Тука сум на свијалците по на горнината од Рачинова кон Куманово и ми се допаѓа дека менувачот не доцни премногу со сваќањето дека треба да префрли во понизок степен. Овде очигледно дека е проектиран овој менувач за поголеми машини, поголеми моќности. Секако станува збор за 177 конски сили, значи тоа е моќност колку спорташ во изведбата со погон на сите тркала, тука е погон на предна оска само. Вртежниот момент е меѓу 285 и 305. Зошто? Затоа што некаде се наведува дека е 305, некаде се наведува дека е 285, зависи од стандардот. Видимо спортска програма, вклучување на автопатот, нема податок за забрзувањето, има само за крајната брзина. И вредностите по завршувањето на првата делница. Просек 7,6 литри, 67 сум поминал километри, просечната брзина ми е 62. Значи, дури и малку побрза од просекот со останатите возила, 7,6. Тука следи малку подинамична делница, затоа во спортска програма. Се чувствува моќноста, значи остава впечаток, како по-голема работна зафатнина, сепак е еден 5 литар, меѓутоа, тоа што станува збор за вариабилна геометрија на турбополночот, значи го создава тоа чувство, го произведува тоа чувство на поголем вртежен момент при пониски вртежи и за тоа се добива тоа чувство како да е дволитарец. Рамномерно повлекува, пак благодарение на променливата геометрија на лопатките. Тоа е поскапа технологија од обичните. Моќно повлекува тука со друго возило, значи се чувствува како не достигаат неколку ньютон метри за да повлече континуирано, значи треба да постигнат вртежи други мотори со оваа комбинација од моќност и тежина, меѓутоа бајков има сила. Моторот е повеќе конструиран со цел да го подржи возењето со ниски и со средни вртежи, отколку да работи со максимална моќност, да покаже некој моќен динамичен карактер при повисоки вртежи. Да, значи штом веќе се сврти над 4000, инаку на средина се вози, штом веќе се заврти над 4000 вртежи, се гледа дека моторот е концепиран, осмислен со таква намера, значи да понуди релаксирано возење со средни вртеж. И билансот од втората делница, просек 7,7 литри, тоа се 32,8 км, сум ги поминал со просечна брзина од 55. Тоа е одлична вредност, која што укажува на тоа дека се работи за моќен мотор, на кој што искачувањето и промената на динамиката по на горнина постојана не му предизвикува преголема напрегание, па соодветно на тоа и потрошувачката останува во рамките на па под просекот, би рекол дека е за оваа големина на автомобил и за оваа моќност. И да видиме што бара како награда Бајков.
5,9 литри просек, 60 просечна, 67 километри е растојанието, 1 час и 7 минути. И завршната делница автопатот. Рачката на, односно бирачот на степени за возење во Ауди стил е нешто што ќе ви се допадне. Од 60. До 5500 вртеше. Кога држи преносот, тоа е во нормална програма во еко, па тоа. Да, веќе еве, 5000 вртеше не се некоја 5 степен, 6 степен префрлење. Не е брзо вртечки, не е тркачки мотор. Ова е како што и претходно добив печаток мотор кој што е за возење со средна динамика. Во 6 степен ја држи со 2500-2600 вртежи. Во секој случај мотор кој што се надоврзува одлично на тој карактер на патувачка машина, семејна патувачка машина. И ете го, Бејжинг на завршетокот на целата тест рута. Што добиваме? Паркинг. 8 литри. Точно 8 литри. Просечната брзина, сега само да видиме што вели. Просечната брзина била 82 км, 22,5 км е делницата, долга четвртата, 16 минути било возењето. 8 литри. Патувачка машина за семејство, за сериозно патување. Сериозна кола е ова. И тоа, меѓу другото, тоа е еден од заклучоците за погонската спрега. Да, висока оцена, сосема сигурно дека ќе добие висока оцена со тоа што очекував, реално, очекував дека вредноста на потрошувачката на некои делници ќе биде и повисока, но и тоа е едно убаво изненадување, значи сосем заокружен пакет. И многу ми намислат дека цената е тоа што го продава кинескиот автомобил или многу опрема и простор. Не. Изработка се остава впечаток. Но вистина, цената уште има предрасуди дека кинеските автомобили се изработени површно. Меѓутоа, никаде не можам да открием некој таков, не можам да дојдем до таков заклучок. Било да станува збор за рамномерноста на споевите, значи да, тенки споеви, рамномерни, лакирањето веќе одамна е вештина совладана на кинезите, па ги победуваат. Може би има мала отстапка, например. Меѓутоа, во вклопувањето, во монтажата, далеку од тоа дека ова е површно изработен или неквалитетно изработен автомобил. Споевите, еве ги, иста линија, исти рабови се поклопуваат. Нема да забележите смешно изработен автомобил, па дури и спојот на крилата со браникот, овој спој кој што е проблематичен за некои производители, тука е многу убаво вклопен. И се вклопува и линијата, и рабовите. Тенки, исклучително тенки зјави на каросериските додатоци, на вратите. Фантастично. Значи, споредете, обидете се да споредите кукав зјај имаат другите производители, може би Volkswagen само ќе одвои. Истото и назад. Хром, кој што на европските производители им произведува многу CO2, па се откажуваат од CO2. Хром, односно ова е алуминиум. Хром, рачки секако изработени. Сега, јас би сакал навистина малку да е подсврсто ова. Исто и опашот. Покрај тоа што светлава се изработени да оставаат впечаток на напредна технологија, па тука пишува Interactive Pixel. Не изгледаат ефтино, се свети. Бејжинг, гордост. Рамномерни зјаеви, нема криво вклопена врата. Тенки зјаеви. Фантастично. Да чуеме уште едно мерило за квалитетот. Добро? Па добро звучи.
Меѓутоа, многу е повредно тоа што се добива како впечаток за завршната изработка внатре. И ќе речам да. Надпросечна завршна изработка во поглед на прецизноста на споевите, во поглед на покривањето на сите споеви, не се забележува завртка отворена или некој зјај кој што е оставен нерамномерен, значи во поглед на склопувањето да. Материјалите повеќе изгледаат добро отколку што се премиум на чувство. Многумина очекуваат дека кинеските автомобили уште заостануваат во поглед на квалитетот, на чувството на квалитет и во уверувањето дека сето тоа е квалитетно изработено, меѓутоа тука се е примерно, пристојно. Кој сака премиум, ете го Arcfox. Има, можете вие умеат и повеќе. Тоа што како правило го забележувам кај производители, кај Байк, посебно и кај останати кинески производители, многу внимание придаваат на вратата. Вратата е првиот контакт со автомобилот. И ако имате неубаво изработена површина, неквалитетни материјали, целото чувство ви се расипува. Тука е патот совршено мазен и квалитетно изработен. Нема звуци од тркалата, тоа се 19-ки. И еве средината каква е. Сончев, ова е сончев покрив, го има стандард VX 75 и во останатите модели патам. Именува многу. Тоа е поентата. Кинеските производители се подпираат многу на тој фенг шуј. Како основата на фенг шуј е човек да се чувствува пријатно во средината. И затоа луѓе се чувствуваат убаво кога ќе седнат во автомобили од кинески производители. И затоа се чувствуваме убаво. Просторно, светло, таблата, кокпитот секако дополнително придонесува. Првото што ќе го забележите во кокпитот е тоа колку е ниско и колку е вовлечен навнатре. Не е толку добра звучната изолација од страна, од прозорците главно, вратата не верувам дека е толку неизолирана, главно од прозорските стакла. И еве ја озлогласената делница, тоа што на производителите на автомобили може да им служи како тест патека, а кај нас се уште служи како пат. Придушувањето повеќе на страна на комфорот е присутни. Звуците не се толку придушени. Има автомобили кои што амортизираат тука потивко и помеко, меѓутоа и не е нешто што е непријатно. Би рекол дека е некаде околу просекот во поглед на амортизацијата тука. Меѓутоа вакви неквалитетни урнисани патишта повеќе се во одредна ситуација отколку што се правило. Затоа ќе се пуштите филтрација на воздух и ќе уживате во пречистен воздух, па ќе се пуштите после климатизација на седиште, значи може да се пуштите вентилација на седиште. Масажава е топ, па кинези човече. Кој друг ќе се разбира во масажа толку освен кинези? Воздушните струјања се слушаат, меѓутоа не е тоа непријатно. Овие груби нарамнени споеви на патот ги поминува многу помеко. Еве, тука се гледа вистинскиот комфорт на автопат. Да. Со друг автомобил, тука тропа тврдо удира на овие нерамнини, еве, овде меко. И седиштата заслужуваат напомена, затоа што е пријатен материјалот, не е тоа напа кожа телешка, меѓутоа е доволно квалитетна синтетичка кожа, не е тоа Sky ефтин, и добра е формата, добра е исполнета, што не се тоа премеки седишта и прешироки, вистинска, ми се допаѓа потпората, значи, го има оној добар баланс меѓу цврстина и меѓу меко седиште. Можеби возачите кои што подинамично се впуштаат во своето возачко секојдневие би посакале да имаат многу повеќе поддршка за дводелот на рамениците, меѓутоа овој автомобил е сериозен автомобил, создаден е како семејно возило. Тука се превезува семејство, тука не се возат трки. Тоа што
во овие седишта ги добивате е многу повеќе од колку што би го добиле кај европската конкуренција. Масажа, вентилација, мемории, масажа, кинеска масажа. Значи со избирање на 3 програми на масажа, со 3 интензитети, грејање, вентилација, чуда. Просторното чувство е сосем друга димензија. Тука добивате впечаток како да седите на тераса и во возење како постојано да се менува гледката од терасата. Тука добивате табла која што е вовлечена нанапред, закосена и дополнително е ниска. Друга табла, па до тука ќе ја гледате. Ова се ќе биде покриено во дисплеи. Тука се е вовлечено и добивате пријатно чувство. Касетата е малечка, навистина, меѓутоа има причина, веројатно, зашто е така. За целата таа климатизација, сите тие филтрации, веројатно, одзема простор малку, не е ништо страшно тоа. Да видиме назад. Рековме просторот назад. Хајде, просторот назад. Тоа е уживање, ова е луксус, ова е привилегија. Ете колку има простор за нозе. Не само што има простор за нозе, туку и вратата е широка и се отвара дополнително под поголем агол во споредба со многу повеќе производители, во споредба со голем број производители. Зошто? Затоа што тука има едни лостови, издадени се, оската на отворање на вратата е издадена на надвор, многу интелигентно решение и го олеснува влегувањето. Залудно е многу простор назад, ако треба да седнете низ врата што е тешка, што се отвора под некој недоволен агол или вратата е со неправилна форма, или крилото ако зафаќа. Навистина, ова заслужува секаква пофалба, нормално знаменосеце, просторност има и странично имам доволно ширина, не само што има ширина, туку има фантастично многу ширина на просторот покрај главата, кај многу модели се стеснува, впечатокот добивате стеснетост некаква поради тоа што се вовлекуваат прозорците заради аеродинамичност. Аеродинамична си е патем и 75-кава. Има мрежички, ова е убаво обложено со пластика, има джебови. Ворете тоа да видиме што има тука. Подпирач има убаво комотно за лакти. Седиштата патем се убаво обложени и ова е правилно седење. Ниту превисоко, ниту прениско, значи вистинско седење. Покривот исто така, ова е стандард е огромен и тоа е оди за убавото чувство. Сега нема местење по агол, односно јас не можам да открием дали има или нема. Местење на клупата, да, има местење под агол, иако нема некаква потреба од тоа, затоа што багажникот нема, два степени се толку. А колку просторот има пација на кинеските производители, ова покажува најдобро. Предното седиште е нормално електрично местење, е вовлечено во најдалечната позиција напред. И еве колку останува простор. Ова е цел лакт, не само цел лакт од колената, туку и испружена дланка. 50 сантиметри, веројатно. Толку добивате простор. И тоа го нудат како можност. Значи, по 100 пат го спомнувам тоа. Убаво чувство. Простор, материјали, светло, се. Комоција, лесно, практично. Многу ги фалам овие коли. Секако дека отворањето со електромотор, кинези. Фабрика вели 410 литри, поточно многу е тешко да се најдат податоци од кинеските производители. Меѓутоа, просторност има, во секој случај има просторност, убаво е заштитено, цврста облога и тоа што посебно ми се допаѓа. Обложени се целосно и страниците на багажниот простор за да не се гребе од што е да ќе ставите внатре. Имате рачка скап, Volkswagenovска. И тука е помошно резервно тркало, меѓутоа има простор за да се вгради и целосна димензија на резервно тркало, па дури и тоа е обложено со филц и, навистина, примерна изработка.
ми се допаѓа. Да видиме соборувањето. Нема рачки за соборување од багажникот директно, меѓутоа има. Ето го. Сега, тоа е малку застарен принцип, затоа што треба прво да се повлече клупата, меѓутоа функционира добро, многу лесно. Ето го. Не убедуваа производителите дека е подобро решение кога во еден потек, меѓутоа ова ми се допаѓа повеќе, кога треба претходно седечката површина се преклопи, затоа што се добива поголема висина на товарниот простор. И тежи ова. Цврст материјал има тука, не е тоа ефтино. Вообичаено нема повратна информација во управувањето, навистина нема. Човек треба да се навикне одредено време на тоа докаде му се границите на X75. Меѓутоа добро, не е тркачки автомобил. Да, нема информација во управувањето, ова е поостар свиок малку. Тоа е лажи вере следам. Да. Сепак динамиката не е посебна доблест на X75, ова е сепак семено, отмено возило. Не е едноставно, значи не се купува за да биде ефтино, туку се купува затоа што е големо, комфортно, луксузно и тоа е целата поента. Значи, добар баланс има на подвозјето, не се чувствува опашот дека е претежок или кога пролизгува равномерно, значи не е претерано под управувањето. Добро балансиран, сепак е долго меѓу оскиното растојање, 28 метри. Значи, тоа што може да биде подобро направено се дисплеите. Убав е приказот, убави контрасти, некогаш ќе се случи да биде, да, ги има секако овие звучни придружби, меѓутоа, европејците е малку да, секако ме прашува, затоа што препозна, веднаш ме прашува, препозна дека воздухот е загаден и ми вели, сакаш да вклучиш да го пречистиме воздухот. Функционалност одговара. Значи ги има сите функции. Меѓутоа, логиката, приказот, повеќе ми се допаѓаат кај европските производители. Ќе кажам пак дека европските производители во поглед на поддршката за мобилен телефон, Spotify, навигација или не знам слично, иако има и тука може да се поврзе, се понапредни. Ракувањето со климатизацијата, значи се сведува целосно на дисплеј, што не ми пречи, затоа што се работи за автоматика, па од друга страна има такви функционалности што човек ќе се избезуми. Значи имам вентилација на седишта, во ред, во 3 степени, тоа се ситни символи, имам грејење, имам 3 масажи, 3 можности за меморирање на седиштето, значи вообичаена положба ова. Да, имам и преку дисплејот имам можност да местам. Ова се не знам, софтверски, меѓутоа и не многу софтверски овие полиња. Значи, за да пристапам до патниот компјутер, треба секогаш home, значи немам можност да преминам од едно, секогаш морам home, радио, музика, simple. Што е тоа simple? Turn on. Не разбирам што е simple. Аха, значи ја поедноставува, има и втор приказ на дисплејот, добро, BMW стил. Иако Мерцедес има партнер. И озвучувањето е изведено во некој отмен стил со издвоен средишен звучник, па и тоа е BMW систем. Тука имам Wi-Fi, Bluetooth, автоматско затворање на прозорците кога ќе се затвори возилото, автоматско затворање кога врне, да, тоа се интересни опции. Ретровизорите, да, аголот, значи можам да го наместам аголот, колку ќе се враќаат
ретровизорите ќе се спуштаат кога ќе вклучам во рекверс, тоа ми се допаѓа. Автоматско грејење исто има можност, значи кога температурата ќе падне под одреден прак, автоматски да се вклучува. Интелигентен темпомат, да, поддршка за систем за задржување, следење во лента, тоа го има, странични предупредување за возило во мртов агол, асистенција за светло, автоматско долго светло. Денес е вака магливо во целата автомобилска бранша. Неизвестно е што ќе се случува утре и чија стратегија ќе биде најдобра. Кинескиве производители во моментов се тие, излезе дека се тие кои што треба да се достигнат, дека нивната стратегија, нивното постапување е најправилно. Со сите видови погон, со автомобили кои што нудат повеќе, во споредба со модели од претходни генерации и што толку навистина привлекува кај кинески автомобили. Дали цената? Дали многу опрема? Не. Значи, едноставно нудат повеќе. За оваа цена, 35.000 евра. Иако ова е малку над, ова е премиум нивото, кај останатите производители би добиле автомобил со големина која што е класа подолу, со просторност која што е класа подолу, би добиле со многу поедноставно ниво на опременост, па дури и би добиле автомобил на кој што ќе забележите како на некои места е забашатувано. Тука нема. Ниту во багажникот, ниту во изработката, ниту во материјалите. Нема ништо што човек треба да го купи како жртва, односно да го жртва, да го прифати, затоа што нешто друго го привлекува повеќе. Се е заокружено во еден добар пакет. И да, тоа им се допаѓа на луѓето, значи луѓе ќе купуваат автомобилове каде што имаат избор, значи можат да изберат дали да биде бајк или да биде некоја европска марка или можеби јапонска која што има позвучна, меѓутоа пак се решаваат. 700.000 возила. Кај нас има производители веќе кои што далеку со одредени модели само постигнуваат неколку стотина примероци продаваат на годишно ниво. Бајк верувам дека е следниот кинески производител на нашата сцена кој што ќе качи продажба на модел, не на цела марка, на модел над 100 примероци. Посебно што се работи за прв увозник кој што е од онаа водечка топ 5-ка според големината, според прометот, според сериозноста, големината на компанијата, што дополнително ќе влијае секако за бајк да биде прифатен. Се гледаме.